Во родниот Велес него го знаат како Илија Мајсторчето. Не само дека се презива Мајсторов, ами Чичко Илија во секоја смисла го заслужува овој прекар. Потекнува од семејство кое во многу работи било меѓу првите во градот. Први поправале автомобили и прецизна механика. Први донеле германски машини за шиење и ги обучувале велешанки да шијат. Први издавале велосипеди во градот. Но една семејна традиција се одржала до денес. Пушкарството. Илија Мајсторов е најстариот пушкар во Македонија. Тоа бил семеен занает кој го работело неговото семејство уште од Турско. Чичко Илија по професија е дипломиран професор по хемија. Работел како професор во лабораториите на Топилница, Маслодајна, на фабриката за ѓубрива ХИВ, а веќе 30 години е пензионер. Токму во пензионерските денови пред 30 години започнува неговата посветеност на пушкарството, иако со овој занает растел. Денес, со своите 88 години, се уште поправа пушки. Најпознат е меѓу ловџиите. Пушкарскиот занат потекнува од Чичко на татко ми. Јане се викаше и го зел, бидејќи тога и четворица браќа биле дедо ми, у една куќа живееле, сигурно најстар бил татко ми од фамилијата, од внуците, го зима чирак кај него и едновремено учи занаатот и завршува трети клас гимназија на тоа време, у Турско уште, 1911-12 година, има диплома завршено на турски. Чичко му не можел да продолжи со занаатот, се разболел и му рекол, не можем да те плаќам калфа да работиш, сакај си крајот. Татко ми му кажува на дедо ми, Чиче ми откажа, нема работа, шо да правам се? И дедо ми го праша, ти вреден ли си сам да работиш? Го научи ли занаатот? Го научи. Добро. И отворате до дуќанче од тогашните дуќани, зима стари алати нешто да му помогне и почнува сам да работи. Пред и за време на Првата светска војна, пушкарството бил баран занает. По прекинот на војната се намалил интересот за оружјето, но само неколку години подоцна оружјето се продавало сосема слободно. 12, 13, 14, 15 година војните имало што да се работи оружје и му буквално речено сега процветал занаатот на некој начин, ама тоа се одело до 18 година. После војната новата власт забранува оружје секакво, бидејќи имало упаѓање на чети од Бугарија, како било, што било нешто, политика тоа, нели, да не дискутираме, забрануваат оружје секакво и они се префрлаат на нешто поново. Велосипеди почнале под кирија да даваат и што на тоа време било актуелно, почнале врски да фаќаат со еден голем бизнисмен на Велешанец, Алекс Левков, син имал у Германија на тоа време, знаел германски и фанеле врска со Германија, машини за шиење да отворат дуќани да направат и така, бидејќи четворица браќа имале, сите да се запослат. И после војната, нели, па се пушило пушкарскиот занаат. Просвето сега па наново
што ги изгубиле сите оружјето и што имало стали пушки, кабзоли се викале, не вака да се кршат со кабзи, се пълнеле озгоре од цевката со партали, со барут, со кабзи и почнале на нови пушки, нели? Уште повечку напредувал занаатот. После отвориле и трговија и јако паметам, дете јавно се продаваше оружје. У излогот у дуќанот имаше еден орел со крила и на крилата вака буцки, пиштолите наредени на излогот стоеа. Бидејќи татко ми, чичко ми, сите и ловджи беа, кога се отвори после војната ловачко друштво, нашите беа благајници у друштвото и тука плаќаа ловджиите, заради тоа што продававме ловен материјал. Кога ќе дојде материјал да купуе и да си плати тука. Чичко Илија 40 години бил само сведок на пушкарскиот занајет кој го работел неговиот татко, но како дете секојдневно бил со пушките. Ќе надуќен и поможам, сачми мерам, капзи сака 10, ќе изброам капси, 10 ќе давам толку фишеци, значи учествував и ја, кога дете оти тогај децата не шета као сега по улица манекени, ами одма слободен кој е футичето, сите надуќен, одеа децата што имаа заначи родители. И ја у паузата летна одма завршуваш школото, футичето надуќен. Немаше кон сега шетање. И стално сум бил надуќен. Сега дали за тоа, или имало нешто друга, некоја предиспозиција за знаатот, и секој слободно време надуќен го минав. Ја имав друзи братучеди, брат имав. Никој не се интересираше за ништо. Значи нешто имало, уште кога дете сум се заинтересирал за тоа и постојано бев надуќен. Машините за шиење биле уште еден од бизнисите на мајсторови во тоа време. Мода било секоја од невестите во Чеизот да има машина за шиење. Соработувале со германски фабрики. Од фабриката Грицнер добиле и бронзена плакета за соработка. Фанаме врска со оваа фабрика Грицнер у Дурлах и почна да продаваат машини за шиење. Тогај машини за шиење, да рече, само шивачите имале и кудураджите. Домашни ретко имало. Имаше нарака, железни машини, нарака. А сега нови, на нога и кабинет, да се главата натре да се стави, нели ко масиче станува пуст. Savремено нешто, почнале нашиве да увезат од Германија, фабриката Грицнер и Науман. Тие Науман послаби се покажа и се ориентираа само на Грицнер. Оти дома жените не ги пуштаат, нели, забулени, онакви, не ги пуштаат да одат на шивач или на вас, се дома си шиеле они. И највечку машини купуја турците. А нашиве испадна мода да се везе на машини и млади моми за мажење, као чеиз да однесат од невестата кај момчето, им купуе машина домашните. Ама машината да може да употреби, треба да знае да работи со неа. И наши, за да се продаваат машините, организираат курсеви за везење, не за шиење, само за везење. И организираат не само курсот, ами и организираат и модели да копираат, да прават, за да може да шо да работи. Има копии правеа и на платно се. Платното после на Ѓерѓев ќе се стави и машината со раци го тера на тоа. Не машински, кога сега машини, компјутерот сами работат. Ова се нарак. Пушкарството непрекинато се одеше. Чичко ми, на татко ми брат 2 години помал, он се уклучува со пушкарството на така. Третиот Чичко, Симон го вика, он се у трговијата со машиниве се занимава. Најмалиот Чичко Стефан, они у
и у пушкарството и беше у Круп, у Германија, да научи нешто таму. У Германија, у фабриката беше, на курс, и да го усаврши. Рачуна дека оди векот може дојде нешто да се унапреди, не само поправки, нешто да се прави. Неговиот татко бил веќе во години и не можел да одговори на потребите на муштериите. Тогаш, кај Чичко Илија се разбудила малку подзаспаната љубов кон пушките. Ја го споредувам со галапчарство. Занаатот е како галапчарите. Болест е тоа. Зараза е тоа. Ја од дете што сум модел, што сум гледал и тоа, ми влегло у крвта веќе тоа. И покрај секта друга работа, па тоа ме влечело. И сум викал секој ако дојде време да ми се укаже прилика, ќе продолжам да го работам. И кога отидов у пензија 82 година, татко ми не можеше да работи веќе, 90 години настан. Татко ми од 12 година која е почне да работи, 90 години не излезе од дуќанот. 90 години направи и одеше на дуќан. И ја да продолжи занаатот, бидејќи други пушкари немаше. Не идеа пушки само од Велес, од цела Македонија, од Косово идеа да се поправаат пушките тука. И не заради корист нешто, да го продолжам занаатот, татко ми остави, ми дозволи да продолжам со занаатот. Татко ми беше единствен мајстор што федерите ги правеше. Највеќе кога се кршеа федерите, иглите, се иступавува, нели се крши иглите. Федери он сам ги правеше и ги калеше. Ја пробав да калам, да она не успеав. И му реков, абе дај кажи ми како го правиш овоа, да го знам баре онакво. Не треба тоа остави тоа. И не ме научи тоа. Друго можев сам да го научам друго. Ама тоа е специјално тоа од обично железо една прачка да направиш федер. И за различни пушки, не се сите еднакви, за секоја пушка е различен федер. Во за сите ги правеше федерите, тоа не го научи. И сега имам по некој што ми да што работа пушки. Денес Чичко Илија е и локален хаус мајстор во неговото мало. Неговите соседи секојдневно му носат нешто за поправка. Тој вели дека токму работата го одржува витален и покрај неговите 88 лета. Поради пријатели кој ќе каже што ќе му се расипе дома, ќе ми донесе надуќа нешто и други работи се занимав. Не бирав работа ја. Која има пушка ќе направам. Која ќе донесат друго нешто. Што да донесат, не враќав ништо. Ја само гледам да работам нешто, да мине денот. Не можам и сега до денеска сите комши викаат, Чичко или ти вика кога ќе умреш, нема кој да ни поправа ништо веќе. Му се расипало чешма, машина за перење, пракосмукалка, фен, што било куќна работа, нешто сите ме викаат и поправаме. Ја не работам за пари, уживам у работата, мене ме одржава работата. Мене ми вика, како имаш трпение со сати да работа? Абе ја ме храни тоа мене, ја се одмарам, а не да се уморам од работата. Се одмарам. Кога работам, тогаш сум одмор. Не можам да седам така. Мене ми вика, деда оди шета, еве клупи, поседи малку. Не можам ја. Ако денеска не сработам нешто, мислам денот е изгубен, нема, нешто морам. Старо ќе го расипам, ќе го прегледувам, чини, не чини, морам нешто да работам. А највеќе сега има работа, електричарски работи. Се поздравивме со Чичко Илија и му посакавме уште многу да ги радува ловџиите и соседите. Се гледаме за 7 дена, кај некои други луѓе, на некое друго место.